успешни и познати професионалци во својата работа. Постојано ги гледаме на малите екрани или се присутни во јавноста на различни начини, но кои се навистина тие, како им поминува еден ден и што мислат другите за нив. Тој е од огромно значење за за нашиот фолклор, традиција и би рекол современа музика, она што се вика популарна музика. Значи, започнувајќи уште од неговата работа во Илинден, долги години, прво како играорец, па како кореограф, па неговиот ангажман околу Илинденски денови и сите негови залагања. Значи, и на крај допринесот во популарната музика, детска музика, забавна, народна, значи е од огромно значење. Посебно со мене имаме вака еден голем дел и можам гордо да кажам успех со последниот албум на Каролина Гочева, каде што тој ги напиша според мене едни од најубавите текстови кои воопшто постојат во нашата историја на музиката, на македонската музика. Нашиот однос е првично и приватно, сме многу блиски, пријатели. Секоја можност ја користиме за да се видиме. Кога доаѓам во Битола, тој ми кажува што е тоа актуелно, ме апдейтира во Битола како е што е. Покрај тоа нормално, професионално работиме активно. После албумот и пред албумот, значи имаме сигурно сработено заедно 30 на 40 и композиции. Се надевам дека тоа во иднина ќе трае уште долго. Ми причинува особено задоволство и голема чест соработката со еден таков човек, со една таква личност како што е. Нашата соработка датира од далечната 91 година, кога настапивме заедно со една негова песна. Тој беше автор на музика и текст со наслов Еј Битола песната, ја изведовме на Валандово. Таа песна ден денес радо ја слушаат нашите сограѓани и пошироко. Така што после тој успех, да речем, на таа песна, следи еден долг период на соработки кој до ден денес се одржува таа врска. Преку песните Прстен за неа, Душата ми е во Битола и многу други песни, ние направивме еден заеднички успех, сме настапувале на многу фестивали заедно. Тој е автор на најголем дел од моите песни, скоро на сите песни од мојот албум насловен Прстен за неа, така што е на голема благодарност. Како личност ја не можам да ви кажам, ретки се такви луѓе. Во себе има еден огромен капацитет творечки, кој се презентира на каналите на сите медиуми. Секојдневно ги слушаме неговите песни, почнувајќи од детски фестивали до последниот албум на Каролина, ми се чини дека е последен. Така што за неговата личност како автор зборуваат сите тие песни, сите тие рефрени. А како човек не можам да ви кажам, од него зрачи на навистина голема човечка димензија, колку што е физички голем, така и во душата толку голем. Секој пат е добар за соработка, секој пат го чувствува слухо на соработникот. Јас викам, ти си мојот матичен лекар, бидејќи ги знаеш сите мои интимни, животни приказни на некој начин. Низ кои песни се промовират така некои минати времена. Значи, секој пат има слух за соработка, секој пат прифаќа сугестии, не е суетен човек. Суетата настрана кога е соработка во прашање, така што навистина е задоволство и чест да се соработува со еден таков човек и текстописец. Тој е автор на многу текстови за народни, забавни и детски песни. Секогаш е во сенка на изведувачите во музичките numери, а вниманието на јавноста го сврти кон себе со песните од последниот албум на нашата сограѓанка Каролина Гочева.
Така, на пример, песната Две лири, чиј автор на текстот е токму тој, има скоро 1.600.000 прегледи на YouTube. Како автор на кореографии во областа на модерните танци и драмски представи и како кореограф на културно-уметничкото друштво Илинден има учествувано на многу концерти надвор од Македонија, а е добитник и на многу награди и признанија. Исто така, тој е и селектор на фестивалот на народни песни Ора и Илинденски денови. Денес ќе ви го откриеме ТВ профилот на етнологот Валентин Соглевски. Добар ден, господине Валентин. Добар ден, дојдовте. Добро ве најдов. Јас морам да забележам дека тука има изложено навистина одлични слики. Од кои се нацртани овие? Ова се детски творби од дечина од цела Република Македонија, кои што оваа година учествуваа на детската ликовна изложба Народната култура, моја вечна инспирација. Би сакал да кажам дека оваа година изложбата се прави по 40-ти јубилеен парад. Имаме прекрасни творби и можам да кажам дека ликовната уметност има иднина во Македонија врз основа на делата на овие млади деца. Баш ми е драго што ова изложба е традиционална. Јас би сакала да поминам еден цел ден со вас, со цел да им откриеме на нашите гледачи кој навистина е Валентин Соглевски и како поминува еден вај. Случајно денот поминат со вас го започнуваме токму од тука, од вашето работно место во Центарот за култура, кој што верувам дека е првото место каде што доаѓате после оние утрински ритуали кои што сите ги имаме. Кои се вашите работни обврски кои што ги имате во текот на еден ден? Па уште еднаш да ви посекам добре дојде. Работни обврски, јас сум стручен соработник, иначе сум дипломиран етнолог. И претежно работам на подготовки на манифестации од областа на традицијата и народната култура. Една од главните задачи заедно со мојот колега Љубе Станковски е да го организираме Републичкиот фестивал на народни песни и Илинденски денови од Битола. Традиционалната изложба која што ја посетивте на влезот, како и голем број на други концерти од областа на традицијата. Меѓутоа, патен ги реализираме сите останати обврски од областа на музичко-сценските дејности, например во текот на годината концерти, класична музика, народна музика, забавна музика, фестивалот на музика од свет. Учествуваме во реализацијата на другите програми и проекти на институцијата, фестивалот на монодрама, фестивалот Браќа Манаќи и така натаму. Да. Значи секој ден доаѓаме и врз основа на распоредот си ги вршиме оние должности кои што ни се зададени. Еве кога веќе го спомнавте фестивалот на народни песни Ора и Илинденски денови, за еден месец од прилика тој ќе се одржи. Вие се јавувате како селектор на овој фестивал. Знаеме дека секоја година на истиот доаѓаат многу културни уметнички друштва како од нашата држава, така и од странство. Колку е одговорна вашата задача и како вие се справувате со одговорност, имајќи во предвид дека секоја година треба да направите селекција на повеќе културни уметнички друштва
друштва, можеби да донесете и нови друштва со цел да привлечете повеќе посетители и да го кренете самиот фестивал на едно повисоко ниво секоја година? Видете, често во Битола е урбана средина и еден мој пријател вели само луѓе со рафинирани луѓе од урбани средини можат да се грижат за традицијата. И не случајно овој фестивал, кој што е фестивал на традицијата, се одржува во Битола, заради тоа што тука најде можност луѓе, стручни лица кои што знаат да се грижат за традицијата во изминатите 45 години. Работата како селектор, режисер на фестивалот е мощна и одговорна. Јас не сум сам како селектор, туку постои една селективна комисија која што одредува секоја година советот на фестивалот. Ова е мощен и интересен фестивал и фестивал кој што со години во континуитет донесува квалитет, би рекол. Не е добро што јас го кажувам тоа, можеби публиката тоа повеќе го знае, меѓутоа сепак она што го мислам во оваа прилика би требало да го кажем. Има фестивали кои што се занимаваат со модерната уметност. Има фестивали од друг тип, од класична музика и така натаму. Овој фестивал е фестивал на народната култура. Значи, наша цел е да го зачуваме обичајот, орото и песната онаков како што бил пред 100, пред 200 години. И затоа е мощно и тешко да се најдат групи кои што секоја година ќе бидат интересни и на мощно квалитетен и успешен начин ќе презентираат традицијата. Значи, наша цел не е некои иновативни содржини или алтернатива. Наша цел е традицијата. Значи, наша цел е детето, да речеме, од областа пијанец, да научи да ја игра копачка од дедо му. И да ја игра исто, да го игра орото копачка исто така, како што го играл дедо му. Понатаму тоа дете кога ќе порасте, неговото дете да ја игра копачката како што играл прадедо му. Значи тоа е нашата цел. Значи не е некоја иновација. Меѓутоа исто така наша цел е и наша интенција во Битола да донесеме групи од странство кои што ќе се представат со свој фолклор, своја традиција и на некој начин да правиме секоја година компарација. Например, пред неколку години имавме група од Мексико, па имавме група од Бразил, оваа година имаме група од Сардинија, од Полска, од Хрватска и така натаму. Значи, нашиот човек, публиката и стручните лица да прават компарација помеѓу нашата традиција и европската и светската традиција. Секогаш има точки кај што се допираме и точки кај што сме различни. Таа различност во културите е фактички богатството на цивилизацијата и богатството на светот. И затоа овој фестивал ја има таа големина, и затоа овој фестивал е секоја година посетен и секоја година е атрактивен како за домашната јавност, така и за стручните лица од странство. Да, јас сигурна сум дека сите оние активности кои што ги имате околу самата организација на фестивалот Илинденски денови ги извршувате со љубов, бидејќи вие бевте порано играорец и се уште имате ангажман во културно-уметничкото друштво Илинден, но се разбира за тоа малку покасно ќе проговориме. Доказ дека овој фестивал е квалитетен и навистина посетен е големата публика која што секоја година има. Еве, бидејќи како што кажав, ни останува уште малку повеќе од еден месец до фестивалот Илинденски денови. Како течат подготовките? Што е се она што ќе им го понудите на посетителите оваа година? Овој фестивал е познат по тоа и мислам дека еден од главните фактори кои што помагаат овој фестивал да екзистира во овие 45 години е токму публиката. Значи, ние растевме со фестивалот. Например, јас се сеќавам во 70-тите години, кога во летото, кога ќе слушневме Огномет, знаевме дека на 1 август или 29 јули почнува фестивалот Илинденски денови и одевме сите таму. Така да, многу голем број генерации деца од Битола и од Република Македонија пораснаа со тој фестивал и имаат длабока емотивна врска со тоа. Поготово илјадниците играорци кои што поминале низ и низ културно-уметничките друштва од градот, низ Републиката, па и многу групи од странство. Често кога ќе кажувам во Битола, многу луѓе се чудат и не знаат дека во Битола во секој момент има над 1000-1500 луѓе кои што се занимаваат со фолклор. Тука имаме неколку културно-уметнички друштва кои што континуирано работаат во изминатите години. Например, еве во Илинден во континуитет има од 300 до 400 членови. Навистина голема. Така да во градот има 1000 до 1500 луѓе кои што се занимаваат со таа традиција и длабоко емотивно се поврзани со
со фолклорот. И сите тие луѓе, како и граѓаните, очекуваат секоја година да има нешто интересно. Оваа година ние планираме да учествуваат околу 30 фолклорни групи и ансамбли, како од Македонија, така и од странство. Планираме фестивалот да се одржи на повеќе локации, планираме повеќе програмски содржини, планираме да се прикажи и орото, и песната, и инструментот, и обичајот. А исто така во последниве неколку години пробаме да мотивираме одредени групи на млади музичари и вокални интерпретатори кои што ќе создаваат музика или ќе ја презентираат македонската музика, ама во свој својствен стил. Например, пред неколку години тоа беше групата Љубојна, лани беше господинот Даутовски, пред тоа беше ансамблот Танец. Оваа година планираме исто така еден голем концерт на свеченото затворање со групата Љубојна, која што ќе направи еден осврт на чалгиската музика оваа година. Битно е да се каже дека ќе има фолклорни групи со традиционален фолклор од цела Македонија, а ќе имаме гости од Канада, од Сардинија, односно од Италија, од Полска, од Хрватска, од Србија, од Грција и така натаму, така да нашата публика ќе има што да види и фестивалот ќе си го покаже своето реноме. И останува сепак уште малку време, па еве, сигурна сум дека со нетрпливост сите граѓани го очекуваат фестивалот Илинденски денови. Еве, пред да започнете вие да работите во Центарот за култура како стручен соработник, исто така бевте уметнички раководител на културно-уметничкото друштво од Илинден, а бевте и директор на Заводот за заштита на спомениците на култура и музеи од нашиот град. Освен овие референци во вашата биографија, кој е животниот пат на Валентин Соклевски, почнувајќи од оние средношколски денови па се до ден денес? Јас сум едноставен човек од народот. Често ме прашуваат која е вашата професија, јас сум играорец. Така да, јас сум едноставен човек, обична приказна битолска, би рекол генималска. Роден сум во Битола, во Генимале, од фамилија која што 3-4 генерации се раѓале во истата куќа, во истото тоа Генимале. Школувам во Генималската скролија во Даме Груев, потоа продолжив во гимназијата Јосип Брз Тито, завршив етнолошки факултет во Скопје. Тоа се оние генерали кои што се кажуваат секогаш. Иначе мојата професионална кариера ја започнав најпрво негде 88 година во младинската организација на Битола, тоаш бев председател на таа младинска организација, односно Сојуз на социјалистичка младина на Македонија, општинска организација Битола, така да 2 години работев таму професионално. Потоа од 90 до 97 работев како уметнички раководител во културно-уметничкото друштво Илинден од Битола. Од 97 до 2002 бев вработен во установата за народна култура Илинденски денови. Потоа од 2002 до крајот на 2006 бев во Завод и музеј Битола како раководител, односно како директор, а од 2006 крајот 2007 па до денес работам во Центарот за култура, така да мојата кариера се движела во тој правец. Секаде каде што сум работел, сум настојувал да дадам максимум од себе си. Другите нека судат како сум работел, што сум работел. Сегде го работам. Еден пријател мој ми вели многу си емотивен. Па му без емоција нема квалитет, без емоција нема креација. Така да емотивно ги сваќам работите, сериозно, барем јас така мислам, не знам другите како ме перцепираат и се надевам дека секаде каде што сум работел сум оставил добри спомени, сум изградил голем број на пријателства, сум изградил стручни односи со луѓето и така натаму, и сум оставил нешто зад себе за кој што ќе сведочи за мојата работа. Еве, јас би ве оценила како еден навистина голем човек, успешен човек, што има премногу работи, активности зад себе, пред се едно големо творештво. Доказ е тоа што сте дели од еден од 100 избрани во книгата 100 значајни личности за културата во нашиот град. Еве, господине Соклевски, освен работните обврски кои што ги имате тука во Центарот за култура, вашето работно место, како поминува еден ваш ден и дали имате, односно кои се вашите омилени места кои што ги посетувате во еден ден, се разбира во слободното време, доколку обврските ви дозволуваат? Па како што врви времето, не фаќа некоја рутина со годините. На младешки години тоа беше подинамично и имаше поголем број вариетети, да речам. Меѓутоа и тогаш се знаеше
од Сабајни кога бев помлад, дружењето низ Генималските улици, малку фудбал, во Кајкајнакот, ние што велиме во ширината Кајнас, малку во училиштето Даме Врјев, училиштето Колеканински, па ќе јадевме некој сладко кај Сали во сладкарницата или кај Асан погоре, па ќе прошетавме ни чаршијата, навечер ќе одевме на шеталиште во паркот, ќе прошетавме низ Корзото, на Корзото си имавме омилено место пред барот, тоа имаше едно старо дрво, сега кај што се гради киното Манаки, и таму се движевме, додека траеше вечерта, пред заминување ќе се преселевме пред фурната кај Паско, да ги спратиме дамите дома да се заминат и така натаму. Значи во младечките години таа беше рутината. Потоа се разбира во сите тие, во сето тоа време наоѓа време да одржам проби во Илинден, да поиграм малце и да се дружиме со фолклорот. Сега рутината е нормално, наутро на работа. Негде кон ручек имаме обавезен состанок на дебатниот клуб, јас го викам, со моите пријатели, и кај тогаш ни е паузата 12:30-1 сатот, се бериме во некој од кафулината на Широксокак, како и секој битолчанец би рекол, и пола час ќе поразговараме, во некоја мејана ќе кастиме сладолед, во некоја мејана ќе кастиме тикварник, негде ќе се напиеме некој сокче, ќе ја разработиме дневната тема, потоа повторно на работа, дома со сопругата, со фамилијата попладне, навечер од понеделникот го започнуваме обавезно со дружење со тајфата во понеделник, одбираме некоја мејана и 1-2-3 сати ќе разгледаме што се случувало во текот на неделата, ќе кажеме некој виц, ќе се посмееме, ако има оркестар ќе запееме некоја песна, ќе падне некоја мудра идеја. После во текот на неделата работните обврски, јас работам и навечер, доколку има некоја проба во Илинден ќе поминам, доколку ме поканат и така. А од петок, сабота, недела, нормално си фамилиарните дружења, домашните обврски, се разбира сопругата, секогаш има долг список што треба да сработам. И тоа е отприлика мојата рутина. Еве, бидејќи кажавте дека за време на паузата дел од слободното време го поминувате во некој од кафулињата на Широксокак, јас предлагам да одиме во Белата куќа, еве да во поопуштена атмосфера да го продолжиме разговорот од таму, па што мислите вие, да одиме? Ми одговара. Отлично. Пред година цела, нежен прстен филигран, јас накити под коприна бела, фустан на весан. Сонував на пајто ме возиш, зад нас звонат камбани, дом преку прагот врат се ме носиш, но се раздени. Пуста остана желба невина, сон си мина и ти си замина. Мислам дека го направивме одличниот избор што нашето кафе, тоест ево освежувањето со сокче да го направиме токму тука од Белата куќа во нашиот град. Колку вие наоѓате слободно време за да излезете на кафе или на пијачка со вашите пријатели? Ете, кажавте дека она пауза која што ја имате за време на работното место, да околу 12 часот еден, ја искористувате за кафе. Не бе колку наоѓате време за со семејството да излезете, да прошетате, можеби на пијачка, во природа, на планина или слично? Јас велам, време мора да се најди за пријателите, поготово за семејството. Значи, тоа
Ова е време кога човек ужива, кога се дружи, кога му посветува внимание на своите најблиски. Што значи мора да се најде време за семејството и за пријателите. Јас пробам да го најдам тоа време, верувам дека успевам. Меѓутоа, за да може човек да си најде време, мора да биде ефективен во работата, да биде рационален, конкретен. Се надевам дека и тоа сум. Така да човек треба да ужива и во работата и во дружењето со пријателите. Треба се најде еден баланс, јас верувам дека тој баланс го наоѓа. Баш ми е драго, еве покрај сите оние ангажмани што ги имате обврски, наоѓате време за дружба, како со пријателите, така и со семејството. Јас на почетокот кога најавував кој ќе биде мој денешен гостин во емисијата ТВ Профил, за вас кажав дека сте автор на текстови на многу народни, забавни и детски песни. Вашето творештво е навистина огромно. Од кога вие започнавте да пишувате и колку песни да се имате напишано? Па јас започнав да пишувам, меѓутоа тоа беше за приватна, интимна, би рекол, употреба, уште кога бев в основно училиште, меѓутоа тие песни не ги виде јавноста, да речем. Си пишував за себе си. Мојот опус, би рекол, или првите песни кои што ги објавив, се објавени во 1985-86 година, во областта на ново компонираната народна музика. Тогаш соработував со познатата битовска група Пелагониски бисери, со една издавачка куќа од Србија, и тогаш ја издадовме, ние тогаш велевме плоча, што направи, издадов плоча. Односно, тие беа лонгплей плочи, и таму имав неколку песни со таа група, со Стојан, со Тоде и со пријателите и така натаму, и од тогаш фактички почна мојата активност. Потоа продолжив со песни на Валандово, на Макфест. Особено се радував со оформувањето на Сидо фестивалот. Чест ми беше да бидам во првиот управен одбор на Сидо фестивалот и учествував во тој управен одбор во првите година-две. Потоа дојдоа луѓе други кои што продолжија, меѓутоа јас како автор си продолжив да си работам за Сидо. Сметам дека Сидо ми беше омилен фестивал и многу бев приврзан кон Сидо. Таму излегоа и моите први хитови, би рекол, еве Метро и Жилет, Визба стара и гитара и така натаму. Мојата соработка со Миодраг Нечак Мик, со Маријан Нечак и така натаму. Од областа на народната музика во тој период ми започна соработката со Милко Лозановски, учествувавме заедно на Валандово. Исто така имав соработка со голем број композитори од Републиката, меѓутоа ова прилика би го спомнал мојот покоен пријател Михајло Бандевски, и со него имав прекрасни песни. Така да кариерата си се развиваше, дојдоа и наградите, колку човек повеќе пишува, го шири својот круг на соработници, публиката дознава за него. Нормално, јас сум текстопишувач, не пишувам, не компонирам ноти, имам по некоја, меѓутоа многу малку. Во последно време соработувам со мојот добар пријател Никол Чемицевски. Со него во последниве неколку години направивме неколку добри проекти. Инаку, во основа мојот опус негде е над 300 песни, кои што се објавени, снимени и кои што може јавноста да ги види. Од областа на народната, популарната, забавната музика и се разбира детската песна. Сега луѓе што ги слушаат песните знаат која му е умилена песна и така. Јас морам да кажам дека бројка од околу 300 песни кои што се објавени не е бројка која што е за подценување. Еве, кажавте некои дел од песните, дел од фестивалските учествувања. Се разбира, ако почнеме сите оние песни, сите изведувачи кои што ги изведувале вашите песни, нема да ни биде доволно оваа емисија. Кога ги спомнавте наградите и признанијата кои што ги имате освојувано, на кои еве награди вие сте посебно горд, кои би ги издвоиле? Па не знам, јас кажав, емотивно сум врзан со Сидо фестивалот, таму имав добиено неколку награди за Метро и Жилет, за Визба стара и гитара, за една песна имавме Ако се викаше.
Така да на сило фестивалот ми беа умилени награди за текст, награда за најдобра песна и така натаму. Меѓутоа во основа најдобра награда е кога публиката ја пее песната и кога ќе влезете во некоја средина, ќе ве препознат, ќе речат ова ја напиша таа и таа песна, па сакаат луѓето да се запознаат, па ќе ви ја запеат песната и така натаму. Па една од позначајните награди ни е Гран При на фестивалот Интерфест, каде што со Миодраг Нечак победивме со песната Не ми било судено. Таа е исто така една од подобрите песни на фестивалот во Ландово, имам добивано награди со различни автори. Така да наградите и се битни и не се толку битни. Битно е колку е слушана песната, колку е прифатена, колку комуницира со луѓето, колку влегува песната во нивната душа, заради тоа што јас велам дека песната е птица. Тоа е, ќе ја напишите и како птица ќе ја пуштите во просторот, таа лета, не знаете во чие срце ќе слета, во чија душа ќе си направи гнездо. И за мене е најбитно кога некој ќе се најде во мојот текст, ќе најде на утеха, на пострек, на желба, на љубов, на надеж во текстот. И се радувам кога ќе слушнам дека моите песни ги пеат. Да, јас се надевам дека ќе има многу песни, се разбира, на кои вие ќе се јавувате како автор, што ќе се многу познати, а и на кои посебно ќе горди. Исто така, како што кажавте, вашите песни се изведувани од голем број на познати интерпретатори. Една од нив е и нашата сограѓанка, познатата македонска пејачка Каролина Кочева, и нејзиниот последен албум Македонско девојче 2, на кој поголем дел од текстовите на песните ги напишавте токму вие. Од каде дојде соработката со Каролина? Па соработката, јас како што кажав, во мојата кариера сум бил на многу работни места, меѓутоа најповеќе луѓе и контакти имав во областа на фолклорот и традиционалната музика. И првиот контакт, би рекол, прво би кажал за контактот за Каролина, а потоа за другиот причинител за соработката, би рекол, причинител во наводници. Со Каролина се запознав првиот пат, мајка ја донесе во Илинден, кога беше мала и кога требаше да настапи на Макфест, со песната Мамо пушти ме. И дојде заедно со мајка и рекоа дека, а јас тогаш бев уметнички раководител во Илинден и се занимава со кореографија, со подготвување на сценски настапи и така натаму. И рекоа дека сакаат малку да повежбаат заедно со мене, за да може Каролина да настапи на фестивалот. И така да со неја тогаш се дружевме од мала, па во Илинден во салата вежбаше како да изведи песната. Беше навистина пријатна, многу амбициозна и многу талентирана и од мала знаеше што сака. И уште од тогаш се гледаше дека Каролина ќе постигне нешто во живот и вистина постигна. Значи, тоа беше првиот момент кога се запознавме со Каролина и со нејзината фамилија. Причината беше, односно човекот кој што ми понуди соработка беше Никол Чемицевски. Никол Чемицевски е син на познатиот армоникаш Тоде Мицевски, кој што свиреше во Пелагониски бисери. Меѓутоа, Николче помина еден одреден период во културно-уметничкото друштво Илинден и јас му бев како уметнички раководител. И тој растеше и се развиваше и учеше во Илинден. Заедно одевме на турнеи во Америка, низ Европа и така натаму. Николче си заврши факултет, се дипломира во Скопје, влезе во сферата на музиката и стана признат и познат автор. И на едно кафе си седевме вака, анализиравме одредени работи во еден од кафичите во Битола и падна темата, вели ќе работам на одреден проект, дали сакаш да се вклучиш, нема проблем. И така прве ние напишавме песната Сон, таа беше како пилот песна, па Каролина ја бендиса, па ја бендиса ја одава до продукцијата и потоа дојде другите 5 песни, така да можеби работевме година и пол. Две напишавме различни варијанти. Соработката беше прекрасна и мислам дека сега тој производ што го направивме, еве мислам дека народот го прифати, еве да речеме 2 лири песната, веќе на интернет, ако цениме според тоа, на YouTube има преку 1,5 милиони отворања, чалгиска и така натаму. Така да јас сум задоволен, се надевам дека народот ќе ги прифати песните, ќе ги пее, имајќи во вид дека Каролина е прекрасен интерпретатор, Каролина е битолчанка, делиме заеднички некој битолски дух, може би тоа не поврза, Николче, Каролина, јас и останатиот тим. И мислам дека направивме добар производ кој што еве сега моментно
CD-то се издава и во бившите југословенски простори, има промоција во Белград, има во Словенија, во Хрватска. Значи, песната ќе си лета, ќе си стигне до одредени гнезда. Јас сум задоволен од соработката, се надевам дека Каролина и тимот и се надевам дека и во иднина ќе имаме таква соработка со неа. Да. Еве популярноста на албумите на Каролина, Македонско девојче 1 и Македонско девојче 2 говори дека публиката е желна за ваков жанр на музика. Кога спомнавте дека можеби во иднина планирате да ја продолжите соработката со Каролина, дали можеби се планира да има Македонско девојче 3 или пак доколку не продолжи таа соработка со Каролина, дали можеби размислувате на некаква соработка со друг изведувач, но во овој музички правец? Вака, овој тим работеше, создаде еден продукт. Јас мислам дека отвори можности и правец за соработка во иднина. Ќе видиме како ќе се развива незината кариера, сепак се зависи од незините желби. Инаку во основа, јас сум секогаш расположен да работам со Каролина и со Николче, се разбира, и се надевам дека таа соработка ќе продолжи и ќе имаме успешен следен проект со Каролина. Инаку во однос на тој тип на музика, тој е малце помодерен тип на староградска песна, би рекол, во некоја джез варијанта. Не сум толку музичен стручњак, ќе ми простат колегите ако сгрешам. Мислам дека има можности тука да се работи и мислам дека има добра перспектива. Јас би се вратил на еден друг аспект. Ние во 2005-2006 година со телевизија Орбис и со Видео Мозаик имавме еден прекрасен проект. Тој проект се викаше Еден ден во Битола. Не знам, вие сте помлада, меѓутоа сигурно ги имате слушнати песните. Имавме прекрасна соработка и тогаш направивме еден чекор кој што на битолската староградска песна му даде еден нов здив, би рекол. Тогаш создадовме 10 или 14 песни во рамките на Видео Мозаик со помош од општината Битола, со мојот пријател Миодраг Нечак Микс и со голем број на групи и интерпретатори од Битола. И мислам дека тој проект Еден ден во Битола оформи еден правец кој што овозможи да се развива нова битолска староградска песна. Врз основа на тој проект по 2 години направивме уште еден проект Душата ми е во Битола, исто така со телевизија Орбис и Видео Мозаик, и мислам дека создадовме еден квантум на песни кој што му дадоа здив на староградската песна во Битола и кој што, како да речам, овозможија нов правец и мотивира и новите автори, новите деца кои што доаѓа да се задојат со тој тип на музика. Мислам дека тие песни веќе си го најдоја просторот во битолската сцена, веќе се шират низ републиката, популарни се. Еве на многу места ќе одиме и ќе речат: еве ова е авторот на Прстен за неа, да речеме, или на песната Радка или така натаму. Сега во рамките на тој проект учествува голем број на пејачи од Битола, голем број на групи, и тој проект му овозможи да се развие таа една музичка сцена во областта на староградската музика. Сите имаја добра песна, сите си работеа, со сите имам и понатамошна соработка. Во рамките, додека се создаваше тој проект, со мојот пријател Сефедин Байрамов, создадовме заедно со Виксот, создадовме и еден друг проект, едно CD од Сефедин Байрамов, така да тоа се надополна на тој тип на музика. И мислам дека има шанси и можности сето тоа да се развива. Заради тоа што Битола е такво поднебје во кое што, како да речам, јас му велам авата, воздухот е таков и водата, така да се раѓаат многу бирбичина, многу бирбили, многу пејачи, многу славеи и така натаму. А пошто има многу славеи, некој треба да пишува и песни за тие славеи. Еден од тие славеи е мојот пријател Сефедин Байрамов, кој што години работи на сцената и кој што на прекрасен начин ги интерпретира нашите песни, и битолските песни, и забавната, и народната музика. И сметам дека новите генерации кои што доаѓаат треба да гледаат на кој начин се развива Сефедин Байрамов, Боеми, не знам, Прва Севда, Каролина Гочева и така натаму, и да продолжат во тој правец. Да си пеат и забавно, меѓутоа да си ја негуваат таа битолска култура, тој битолски дух,
за сепак да остане нешто и за другите генерации. Ние се согласувам со вас, сепак мислам дека сите интерпретатори пред се треба да ја негуваат она наша македонска култура и традиција која што ја имаат, а не да превземаме дали од српската или од бугарската музичка сцена. Еве јас ќе се навратам на текстот на песната Две лири од Каролина Гочева, која како што кажавте, ако ги земеме во предвиците оние прегледи на YouTube, можеби е најслушаната од последниот албум Македонско девојче 2. Како настана текстот за оваа песна, која е приказната, дали можеби се работи за вистината, за вистините приказна поврзана со некои ваши блиски, роднини или пријатели, и дали има некоја анегдота што сакате да ни ја откриете, доколку има се разбира, што досега не излегла во јавноста? Интересно прашање. На времето имаше една емисија Мали тајни на големите мајстори на кујната, се викаше. И јас сега во оваа прилика би оставил на публиката секој да си ја доживува песната Две лири онака како што сака. Меѓутоа, основната идеја би кажал е дека уште кога го прочитаја текстот им беше чуден сега Каролина да пее за баба која што ставила 2 лири и така натаму. Меѓутоа после ја сватија пораката, сватија дека сепак животот е тој во кој што ние имаме и баби, и дедовци, и мајки, и татковци, и желби, и аманети, и пораки, и на некој начин и новата генерација да го свати тоа како нормално, да си ги почитува желбите на постарите и колку што може заедно да си живееме во една хармонија. А инаку во традицијата наша е познато каде што бабите секогаш велат дека еден аманет ќе ти оставам внучко или внуко, па да направиш вака, да направиш онака. Песната мислам дека си е солидно концепирана, секој нека си ја свати онака како што сака, јас лично знам како ја сваќам. Како ја сваќа тебе ви оваа песна? Па таа е длабоко емотивна песна со многу голема порака. Може би некој ја сваќа трагично, може би некој ја сваќа позитивно, меѓутоа мислам дека е добра песна, која што има добра порака, која што кажува да се почитува желбата на бабата, би рекол, или на постарите, меѓутоа секој си го води животот онака како што сака, секој испраќа пораки онака како што сака, и животот е еден, да си го живееме онака како што ни е најдобро. Прекрасно кажано. Доказ дека песната е навистина добра се огромниот број на прегледи кои што оваа песна ги има на YouTube, како што кажавме, станува збор за околу 1,5 милиони прегледи на YouTube. Но освен пишувањето на текстови за песни, вие исто така се јавувате и како автор на многу текстови за детски книги, исто така за потребите на телевизиската серија Здраво генијалци, напишавте и 32 детски текстови. Зошто прозата исто така ваш предизвик, особено до детската? Вака, јас најповеќе се најдо во кратките жанрови. Односно во тие детски песнички, песни за народна музика, за забавна музика. Секој си има одреден талент, одредена дарба. Значи јас успевам некако во 3-4 стихови да пренесам една идеја, една приказна. Например, во Метро и Жилет успевам, не знам вие дали ја знаете таа песна, не е битно ќе слушнете, успевам да ја пренесам една желба на едно мало дете кој што се влюбува во многу повисока девојка и повозрасна и кој што има желба да порасне. Сите мислат дека е Метро и Жилет. Значи во таа една во таа констелација, да речем, во тие 3-4 строфи успевам некако да ја прераскажам идејата, да има порака, да има емоција. Значи јас се најдувам во тие кратки жанрови и затоа пишувам песничка. Со тоа што сум задоен со народната култура и со песната, повеќе сум ориентиран на таа насока, а не многу на поезија. Така да ви кажав, имам голем број на текстови. Во негде 97-98 година ја издадов првата книга на детски песнички, се вика нормално уште Белчо Црниот, врз основа на еден текст од една песна која што се пееше во Здраво генијалци.
Во неа се поместени во тој момент оние песнички кои што мислам дека треба да бидат и мислам дека е прекрасна мала книжка на песнички, ја подарив на голем број на деца. Таа не се продаваше, претежно ја подарував. Сакав да ја имаат тие што сакаат да имаат. И многу беше пријатно кога дојде еден родител еднаш и ми вели дали може да добијам уште една книга. И јас знам зошто. Па од многу што ја пеевме, што ја вртевме, се скина, рече па детето плачи, дали може уште една. Ајде му реков, не уште една, уште 2 книги. И така да задоволен сум со таа. Се надевам дека во иднина ќе направам збирка песни од областа на народната музика и збирка песни од областа на забавната музика, во која што ќе бидат вметнати и текстовите, и нотите, и да можат идните генерации да си ги пеат песничките и на некој начин да остане и во литературата некој знак, а не само на носители на звук, односно на CD и DVD. Инаку, тука би напоменал дека пред 5 години од друга една област, од областа на стручната литература, во издание на Центарот за култура Битола, ја издадов монографијата 40 години Републички фестивал на народни песни, игри и линденски денови. Мислам дека тоа е од друга област, од областа на стручната литература, меѓутоа задоволен сум и од таа тематика. Се надевам дека и во иднина ќе продолжам да работам и на тоа поле. Да, баш ми е драго. Еве, што е на што вие работите во моментов? Може би пишувате некоја нова книга или пак може би создавате некој текст за некоја нова песна? Моментно се занимавам со историјатот на детската ликовна изложба, која што ја посетивме, односно таа постои 40 години. И мощно е интересно тоа што може би една од најстарите изложби во Македонија, односно изложба која што во континуитет се организирала 40 години. И моментно истражувам на тоа поле. Се надевам дека може би ќе успеам нешто да издадам, да остани белег, заради тоа што кога нешто се почне и 40 години трае, и секоја година на таа изложба учествуваат по, да речеме, по 2 до 3.000 дечина со своји трудови. Значи во 40 години учествувале 80.000 деца, до 100.000 деца. Значи нешто било што вреди. А пошто и понатаму тоа екзистира и ќе продолжи, мислам дека треба да се остави еден белег. Имам поддршка во Центарот за култура од раководството, од менаџерот. Се надевам дека ќе издадеме нешто заеднички на тоа поле. Инаку работа моментно исто и на мене ме интересираат ората од Битола, Битолско, од Пелагонија, од Леринско поле и така натаму. Работам на истражување на тие ора. Тие ми се секогаш интересни. Во минатата есен се занимавав исто така со една сценска постановка за градски селски великден, меѓутоа во друга прилика и за тоа би кажал. Да. Простор за работа секогаш има. Човек може да си најде секогаш работа, само му треба добра позитивна енергија, креативност, малку мир и ќе излезе нешто. Точно така. Еве јас би сакала да поразговараме со вас, се разбери околу традиционалната музика и игра. Како што кажавме, вие бевте играорец долги години во културно-уметничкото друштво Илинден, бевте уметнички раководител на истото, а сега таму сте и хореограф, но сепак мислам дека непогодно место за да го за разговор околу оваа тема е салата за проби, каде што игрорците од културното уметничко друштво ги одржуваат. Што мислите, дали е погодно место за да одиме таму? Па најубаво место. Јас таа сала многу ја сакам, сум поминал многу денови таму, може да се рече и години. Да. Мислам дека е прекрасно место за разговор и за игра. Па да одиме, може би ќе зиграме некој оро, никогаш не се знае. Да, зошто да не? Да одиме таму. Ке ти проста ме проколнува, но за навеќе се збогува.
Се наоѓаме во салата каде што игрорците од културно-уметничкото друштво Илинден ги одржуваат своите проби. Еве, бидејќи вие вашето творештво и ангажман во традиционалната музика и игра ги започнавте како играорец, потоа бевте уметнички раководител, а се уште имате ангажмани тука во културно-уметничко друштво Илинден, би сакала да се навратиме на вашите почетоци. Дали се сеќавате кога прв пат се запишавте во културно-уметничко друштво, тоест од кога вие сте играорец? Кој е вашето најомилен оро и кој е првото оро кое што го научивте? Тешки прашања, со годините човек заборава. Јас сум иначе млад, меѓутоа се заборава. Да, затоа реков да се навратиме наназад. Добре. За прв пат во играорна секција, така викавме на времето ние, се запишав во Основното училиште Даме Груев, кај мојата учителка Ружа. Таа ми беше прва учителка за фолклор. Негде во 70-тите години, мислам дека беше 1972-73 година. И тогаш играв во играорната група на училиштето Даме Груев. А во културно-уметничкото друштво Илинден од Битола се запишав во 1976 година, во септември месец беше. Се сеќавам дедо ми, Бог да го прости, Ангел, инаку го викаја негов Ангел Мезаро, од Генимале, ме фати за рака и рече, ајде сега ти ќе одиш на играорна. И ме донесе... Тој беше кривецот. Или да, може во би љубовта, да, сигурно. сепак што имавте И тој ме донесе прв пат во друштвото, со тоа што не беше тоа во оваа сала, беше во соседната сала. Ова тогаш не постоеше само таа сала. Таа е малку поголема од ова. И од тогаш почнав да играм фолклор. Тогаш ми беа првите почетоци. Се сеќавам дека првата турнеја ми беше негде 1978 година. Мислам дека беше или 79-та, така беше нешто во Загреб. А првата меѓународна турнеја ми беше 1979 година во Франција, како играорец. Во тој период започнав да играм и на Илинденски денови, негде 1980-79 и така. Првите ора, нормално, се сеќавам во училиштето Даме Груев. Прво оро беше, ние што го викаме сега лесното оро, меѓутоа тогаш го викаа тешко машко зарамо. Тоа беше оро. Прво што го учевме, потоа ни правеше учителката голем број на кореографии. А иначе овде во Илинден се сеќавам, оти бев еден од помладите, заедно со моите пријатели Коче и Пеце и останатите, не сакам оваа ситуација никој да заборавам, да не навредам некој. Меѓутоа, се сеќавам на еден настап, мојот прв настап во Стариот театар, кој што е сега срушен. Таму го игравме Калајџиско оро, и јас играв Чирак. Целиот бев и црнец со ќумур и така натаму, и ме воодушеви сцената. Прв пат тогаш играв во Стариот театар и заради големите рефлектори не можев да видам никој од публиката и се чувствувавме само ние како да сме сами на сцената, меѓутоа кога го слушнавме аплаузот, публика. Значи Калајџиското го игравме таму. И така, многу ора, многу песни. Кој е омилено оро? Не знам, јас со ќев секогаш го играм битолското оро Чифте Чамче. Меѓутоа тоа е за нас сцена, би рекол. Тоа го сакам заради тоа што се сеќавам со оглед на тоа што сопругата моја играше и се уште игра понекогаш која ќе играат ветераните во Илинден. И фактички тука се запознавме во 80-тите години и нашата свадба која беше 1990 година. Тогаш имав многу гости од Илинден и зурладжиите. Баш зурладжијата Илјас Бог да го прости ми го свиреше, го играв Чифте Чамче на свадба и затоа ми е омилено. Иначе ги играм сите ора, особено сакам да го играм касапското, тешкото, гајдата, беранчето ми е омилено, старското и така натаму. Сакам, сите ора ги сакам. Сакам да играм и валцер, и танго, и ча-ча-ча, и румба, заради тоа што еден одреден период одев на одредени школи и тогаш се учеше кога си матурант, на времето во сите обавезно мора да научиш да играш валцер за првиот валц на матурата. И така натаму, и од тогаш ми остана, па одреден период бев председател на танцовиот спортски клуб Степ, мислам дека беше од 2005-та, негде до 2008-2009-та, и таму научив да ги играм овие
стандардни латиноамерички класични танци и така натаму, така да ги сакам и тие работи. Тој што знае да игра, се сака да игра. Чим ви игра срцето, нема проблем. Или јас велам кога ќе слушнам музиката, ако ви се растрчаат морници низ телото, значи вие реагирате на тоа и нешто во поттикнува така како вулкан излива од вас и почнувате да играте. И тогаш не постои светот, постои само музиката, играта и вие. И тоа е најубав момент и верувам дека сите играорци тоа го чувствуваат. И секогаш на моите ученици им кажував овде, баш овде во оваа сала, им кажував: вие треба да се чувствувате нешто специјално. Зошто? Играорец. Тоа е голема работа. Не може секој да биде играорец. Не може секој да пее песна. Може само некој што му пее однатре душата, односно многу луѓе сакаат да бидат играорци, ама секој не може. И затоа кога ќе излезете пред публиката, вие треба да бидете како крал и кралица. И треба да му презентирате се тоа на што го знаете, да се разиграте, да се распеете. Нема врска во приватниот живот што сте. Какво училиште се завршили. Битно е дека овие 5 минути кога го играте орото, да го дадете максимумот од себе си. Да кажете она што го вредите, она што вреди во вас, да му го презентирате на народот. Јас потполно се согласувам со вас и го имам истото чувство како бивша играорка.
културно-уметничкото друштво Илинден е познато по гостувањата кои што ги има во изминатите години, како во нашата држава, така и многуте концерти надвор од Македонија. Вие спомнавте некои дел од концертите на кои што сте биле. Кои се оние места кои што ви ги издвоиле, кои што ви оставиле посебен впечаток, кои што сте ги посетиле со културно-уметничкото друштво Илинден? Па, секогаш тоа го кажувам, да не бидам досаден, меѓутоа пак ќе кажам. Илинден беше мојот прозорец кон светот. Кажав дека во 79-та година ми беше првата турнеја во Франција, па го посетивме Париз, па поминавме низ Европа, тоа за еден млад човек многу значи. Значи, во тој изминат период, јас сум и ден денес во Илинден на соодветен начин. Тука уметнички раководител моментно е господинот Александар Стефановски. Тој е еден од моите ученици, прекрасен човек, кореограф. Плюс имам прекрасна соработка со председателот на друштвото господинот Антонио Димитровски, така да и се уште на некој начин дел сум од проектите на Илинден и задоволен сум со сето тоа. Меѓутоа, уназад, ако кажувам, поготово во годините кога што бев како уметнички раководител и активен како играорец, посетив многу држави, негде преку 15-16 држави ги посетив со Илинден, и тоа активно преку играње и преку лично играње и преку играње на моите групи кои што ги спремав. Така да во тој квантум на држави, не знам, би ги издвоил од Америка, Австралија, Англија, сите европски држави и така натаму. Кога би издвојувал, не знам, може би од стручна гледна точка би го издвоил гостувањето во Ланголен во Англија, заради тоа што таму е најголемиот светски фестивал во изворен фолклор, и тоа е како своевидно светско првенство во традиционална игра и песна. Таму Илинден има два пати настапено. Првиот пат кога настапуваше, мислам дека беше 1996-97 година, годините не ги памтам, ги мешам малку, и тогаш подготвувавме програма со гостуваше тука господинот Пеце Атанасовски, Бог да го прости, знаете, тој познатиот гајдаџија, и заедно со екипата ја што ја спремав, учествувавме таму и освоивме 4-то место во традиционална игра, а 2-ро место во изворни оркестри. Подоцна Илинден гостуваше уште еднаш, тогаш беше Александар Стефановски кореограф, исто така тогаш освои, мислам дека 2-ро или 3-то место. Така да тој фестивал би го издвоил како каде што сум бил јас, како врв во стручноста во таа област. Инаку, како чувство, многу ми беше прекрасно чувството кога гостувавме 1992 година во Австралија, заради тоа што тогаш прв пат Македонија се осамостали и Илинден беше првата екипа, првото друштво кое што гостуваше во Австралија од самостојна република Македонија. Па тогаш имаше, не знам, илјадници публика, големо задоволство, плюс тогаш Илинден имаше една страшна екипа. Имавме подготвено една програма од 2 часа играње, значи 120 минути играње, во кој што како мюзикал си се пресоблекуваа, како своевиден фолклорен мюзикал, значи цело време игрорците, дел од игрорците на сцена, а во програмата имаше само 2 пати, 2 песни, мислам, едната песна ја пееше Васка Илиева, Бог да прости, таа е почината, и една друга пејачка Вера Стефановска. Така да тоа беше прекрасно чувство кога нашите луѓе таму не пречекаа. Например, имавме еден случај кога публиката не пушташе да си заминиме од салата. А таму, знаете, западен свет, друга цивилизација, помина 12 часот, тие велат готово, мислам, организаторите, односно австралијаните што беа на салата, вели ние мора да ја случиме струјата, а нашата публика бараше да продолжиме. И ја случија струјата, немаше озвучување, нашите сонародници почнаа да се бунат, зошто вака, зошто онака, и едно време излегува зборнавме со Васка Илиева, и Васка Илиева излезе и му вели само ваки, сите застанаа. Пред цела сала, пред 1000 души, Васка им пееше без озвучување, без микрофон, без ништо. И ние сите така останавме, шмукавме, игравме позади неа, и така на тој начин така заврши тој концерт. Што значи многу турнеи, многу спомени, многу сеќавања, многу другарство, многу дружење, многу љубов, песна
игри, нешто што е неповторливо, нешто што, јас им кажувам на многу луѓе, нешто што не може секој да го доживее. Затоа играорец или пејач или инструменталист е голема работа. Затоа што секаде им носиш радост, им носиш песна, секаде те пречекуваат добро. Значи многу турнеи, многу награди и носам прекрасни спомени од овде. Сега би сакал и една друга работа, и еден друг аспект да кажам од ова не е само, како да кажам, фолклоро не е само, некои сакаат да го сведат само на играње, а шо таму играат и пеат, не е така. Овде ки луѓето се едуцираат, се образуваат, стануваат личности, врват многу време од своето слободно време, дури го кратат другото време за да дојдат овде. Така да овде јас кога станав уметнички раководител 1990 година, им кажував на сите деца дека можат да бидат членови само одлични ученици. И на тој начин правев и со одредена селекција, некој кој што имаше проблеми со учењето, ќе му кажев да се обрне внимание на училиште, иначе не може да патува на турнеја. Така да денес можам да се похвалам дека од Илинден изгледаја многу доктори, инженери, уметници, свирачи, пејачи. Кај да прошетам сегде во секоја институција ќе најдеш некој станал директор, некој станал адвокат, некој станал правник. И тоа е и целта фактички. И сите тие на некој начин треба овиднина да му помагаат на друштвото уште повеќе да расти, други деца да учат, други деца да се едуцираат и на тој начин таа македонска народна песна да се шири, да се и на песната името да се шири и на Илинден и на Генемале Битола и Македонија. Да, еве ви благодарам премногу за сите овие работи што поминавме еден цел ден со вас со цел да му откриеме на нашите гледачи кој навистина е Валентин Соклевски и како поминува еден ваш ден. Пред се драго ми е што на некој начин успеавме да ве навратиме неколку години наназад, па сите оние анегдоти кои што сте ги имале се разбира и во пишувањето на песни, во пишувањето на текстови, а и сите оние случаи доживувања на самите турнеи да ги споделите со нашите гледачи на телевизија Орбис. Ви благодарам и вам и ви посакувам успешна кариера. Се надевам дека често ќе учествувате во вашата игрорна група во Ресен или во други групи и ќе се навратите малку и на орото. Да, би сакала. Сепак работните обврски во последно време немам толку слободно време за да го реализирам тоа, но мојата душа од секогаш сум била играорка, го сакам тоа и навистина уживам кога играм оро и кога пеам некоја песна, пред се кога сум на сцена пред голема публика, како што кажавте, тоа чувство е неопишливо, само играорецот може да го доживее. Ви благодарам премногу за вашето гостување, за времето што го одвоивте. Ми представува пред се чест еве што ве имам гостин за мој гостин во емисијата ТВ профил на телевизија Орбис и пред се што поблиску ве доловивме вас до нашите гледачи. Благодарам. Верувам дека успеавме да ви доловиме кој навистина е Валентин Соклевски и како поминува еден негов ден. И со наредниот наш гостин ќе имаме поинаков помина ден. Следете не секоја недела во ист термин во 18 часот на телевизија Орбис.